Почитувани, добре дојдовте во Вести Плюс. Вечерва во студиото е подпредседателката на СДСМ Јована Тренчевска. Господјо Тренчевска, добре дојдовте во Вести Плюс. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Вести Плюс. Денуваме СДСМ со мали скучоци, главно е фокусирана на ситуацијата со труењето на водата во Гостивар. Секојдневно барате оставки од надлежните институции. Дали СДСМ политички профитира од оваа ситуација, господјо Тренчевска, бидејќи такви се обвинувањата од ВМРО ДПМН, со оглед на тоа дека во меѓувреме е поведена истрага за 3 лица, дали ќе се проширува понатаму, ќе видиме. Треба ли да се почека, да кажеме, истрагата да финишира, па да очекуваме одговорност? Ако ги гледате секојдневните известувања, е дека секој ден имаме по 100 нови затруени лица кои што побарале лекарска помош. Значи, она што досега се случуваше и за кое што единствена е виновен ВМРО, ДПМН и централната власт, апсолутно не зборуваме, не го исклучуваме и одговорноста не исклучуваме и на локалната власт, меѓутоа ВМРО ДПМН и власта ги доведе во еден колапс и здравствените и инспекцијските служби во државата. Она што се случува во Гостивар и кон кое што не само СДСМ, туку целата македонска јавност, па и пошироко е насочена, е поради затруеноста на водата во 21 век. Зборуваме за едно основно човеково право, пристап до чиста вода, е аларм всушност за сите во државата. И апсолутно дека Социјалдемократскиот сојуз со својот капацитет, со експертите кои што внатре ги имаме како членство, мораме да зборуваме гласно и да бараме одговорност од централната власт, од министерот за здравство, од директорката на јавно здравје, на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство и на сите функционери кои што се вклучени во она што ни се случува во Охрид. Имаме над 4000 затруени со водата. Касно прогласување на епидемијата, всушност 22 дена се оставени граѓаните на Гостивар да ја пијат ова загадена вода. Добро. И она што се случува сега, ќе има последици и понатаму. И ние укажувавме дека по намалувањето на бројот, а не се намалува бројот на секојдневно граѓани кои што бараат поддршка од болницата во Гостивар, ќе ни се случи и нова епидемија. Бевте во Гостивар некој од раководството на СДСМ денуве? Да, постојано, и председателот Филипче беше, и други колеги од раководството, постојано се на терен, општинската организација, таму ние на терен помагаме колку што можеме на граѓаните со флаши на чиста вода, затоа што пред се и социјалдемократијата, едно од основните начала е солидарност, и на тој начин и ние искажуваме солидарност со граѓаните на Гостивар, меѓутоа она што е најважно е да здравствените институции и инспекциите си ја завршат работата. Да, но колку да кажеме, видовме дека бил проблем што не бил доправен водоводот, немало, предпоставам, притисок, затоа биле вклучени тие пумпи, што е нелегално секако, нели? Во години наназад имало и други локални власти претходно и во други градови каде што можеби има сега проблем со водата, не се интервенирало, не се вложувало во мрежата. Дали е сега само заради тоа што зател системот, затајле одредени кадри, или можеби една негрижа која што се провлекувала низ години наназад? Па вчера излезе информацијата од јавното предпријатие. Вчера излезе информацијата од јавното предпријатие Комуналец во Гостивар дека барањето за за добивање на одобрение од Министерството за транспорт и врски е испратено многу одамна, дека 7 милиони евра кои што се како грант се искористени, таа водоводна мрежа е направена и фалело уште чинам 600 метри одобрение од
Јавното предпријатие, да. Па тие велат дека не ги уплатиле средствата и немале ни техничка документација. Ова е дното на таа комуникација и одговорот од јавното предпријатие дека не се уплатени 16.500, односно 260 евра. Да, фокусот, да. Чекајте, 260 евра. И да се чува подпишано одобрение со месеци за 250 евра затоа што не било уплатена фактурата. Ако било дадено одобрението, ако била направена и тој дел од тој водовод, немаше да има епидемија. Не ги знаеме точните детали, беше објавено дека потоа го повлекле, поднеле ново барање без технички... Видете, не може да зборуваме, многу одамна имало вакви проблеми со водите. Не. Ова е денес што не се случува. Мора да има одговорност. Министерот за здравство, како што реков, директорката Андонова и директорот на АХВ се одговорни и мора да понесат морална одговорност, меѓутоа и политичка одговорност. Не може вие да дадете од Институтот за јавно здраве се даде документ дека водата е исправна. И 22 дена да ги труете граѓаните со нечиста вода, со вода која што е полна со бактерии. Добро, според вас нема ли одговорни во локалната самоуправа, бидејќи еве слушаме повеќе наврати од централната власт дека јавните предпријатија комунални се одговорни за квалитетот на водата за пиење. ВМРО ДПМН денес, како не се лажам, ве обвинува за двојни стандарди, дека воопшто не повикувате, да речеме, оставка од градоначалникот Лимани, кој што сте во коалиција на локалната власт. Не, 2 години ние не слушаме ништо паметно од ВМРО ДПМН. Освен обвинување на страна на опозицијата. Вие, кога немате резултат како централна власт, единствено што ви останува е да ја критикувате опозицијата. Треба да се фатат со работа. Граѓаните им дадоа доварба за да донесат некакви резултати, за да живееме подобро, да имаме чист воздух, да имаме чиста вода, да имаме повисоки плати. Ние ништо од тоа немаме. Постојано, од ден во ден, животниот стандард опаѓа, населението се повеќе осиромаштува и да сега, во 21 век, ние не е само Гостивар проблем со нечиста вода. После Гостивар, низ неколку општини во државата излегоа општините со соопштение дека водата не е. Крушево, Валандово, Пласница, Босилово, Маврово, и кој знае уште колку. И затоа беше нашиот апел. И нашите советници во локалната самоуправа доставуваат до своите општини барања за да се испита квалитетот на водата. Затоа што верувам дека само Гостивар не е изолиран случај. Дека во многу општини имаме вода која што не е здрава и не е квалитетна за пиење. Да, добро, имаше изминатите години дека некои од езерата беа загадени, нели имаше такви ситуации, претоставам и реката Вардар. Да, така, пред некој ден имаме ли ние информација од градот Скопје што се случило со треба да излезат инспекциите да кажат од каде е загадувањето. Ама една недела чекаме. Една недела чекаме. Една недела ние немаме информација која што може да се добие за 24 часа. Тоа е отчетност и одговорноста на власта. Мора да постои. Значи, власта, централната власт според вас е најдиректно одговорна за тоа што се случува во Гостивар? Затоа што е поврзано Министерството за здравство, Агенцијата за храна и ветеринарство, апсолутно дека и локалната власт има одговорност. Ние видовме притворени од локалната власт, така? Меѓутоа, не излегува ни основното јавно обвинителство со никакви информации. Па добро, дека се врши истрага, не како е предистрага, не може тајноста на истрагата да биде поважна од здравјето на граѓаните. Добро, еве денеска министерот Кликовски, од она што можев до сега да слушнам, е дека тој ќе спроведе една анализа за тоа каде затаиле, во кое време, во даден момент кој кога пропуштил било што да направи, за да се утврди точната одговорност, каде зател системот, кој е одговорен, па и самиот вели доколку било кој се утврди одговорност, и лично кај него тој ќе ја понесе одговорност.
работа. Истражен орган не е Министерството за здравство. Не, но Министерството... Министерот за здравство треба да се грижи за здравствената може да ја спроведе состојба. каде настанала пропустите. Истражен орган е јавното обвинителство. Се знае кој е Тренчевска, со години зборуваме дека затоа системот. Веројатно треба да знаеме што е тоа во системот што затајува. Меѓутоа, Министерот за здравство треба да се грижи за здравствената состојба на граѓаните. Тоа што го зборуваме недели наназад, дека треба да се внимава, да се едуцират граѓаните за појавата на хепатит А и хепатит Е, кои што доаѓаат директно од нечистата вода, загадена вода. И денес излегува Министерот за здравство, онаа што ние го зборувавме, што нашиот председател доктор Венко Филипче го зборуваше, денес излегува со истите тие зборови, а пред неколку дена не критикуваше. Па и колегите, каков е тој министер за здравство, впрочем, доктор кој што ги навредува колегите, еминентни професори и доктори кои што долги години се бават со оваа проблематика како јавачи на епидемијата. Да, имавме многу често, за жал, имаме кризи во државата и во времето на ковид кризата не велам дека е слична или иста ситуацијата, меѓутоа повторно имавме таква ситуација и во моментов имаме кризна ситуација и епидемија прогласена, тогаш ВМРО ДПМН бараше оставка од тогашниот министер Венко Филипче. И си ја поднесе министерот не му беше прифатена. Си поднесе оставка. Да. Поднесе оставка. Не, прашањето ми е друго, дали е во ред било кога опозицијата во време на кризи, во време на епидемии да бара оставка, дали е тоа решението во моментот? Решението во моментот е одговорност од сите што се вклучени во оваа ситуација. Очекувате дека обвинителството до крај ќе го расветли овој случај? Па со оглед на извештаите што ги добиваме од Европската комисија за влијанието на власта, на извршна власт врз правосудните органи, искрено не знам каков извештај и каква истрага ќе има до крај. Ако земеме во предвид и она што се случи минатата година во Кочани, пожарот во дискотеката Пулс, па гледаме една развлечена судска постапка, обвиненијата какви се и не знаеме, не знам искрено дали да верувам дека и оваа истрага ќе дојде до крај. Посакувам еднаш да се има истрага која што е надвор од сите политички влијанија, затоа што граѓаните на Гостивар, но и граѓаните на Македонија го заслужуваат тоа. Да, ќе видиме баш и на овој случај дали обвинителството и правосудството ќе бидат на вистина на задачата и да расплатат, барем да се знае кој е виновен во конкретниот случај. Господио Тринчевска, би сакала малку околу нешто е постојано актуелна тема, а тоа е патот кон Европската Унија. За власта е јасна позицијата. Тие сега велат дека практично не може да се спроведат уставни измени онакви какви што ги бара Бугарија. За Македонија, за оваа влада е важно да имаме одржливо решение и предвидлив пат. Зошто не можеме да најдеме консензус околу ова важно прашање, околу Европската Унија, околу уставните измени? Зошто, например, СДСМ е против, ако не се лажам, уставни со одложено дејство? Дали нешто ново слушнавте од вчерашните изјави на премиерот Христијан Мицкоски? Па не знам, јас не можам секој ден да ги следам. Ништо ново. Вчера зборуваше за некои принципи, а принципите во 2 години и 2 месеци постојано ги менува. Единствен пат кон кој што треба да оди Македонија е патот кон Европската Унија. И тоа е дефинитивно став на Социјалдемократскиот сојуз. Но власта е таа што треба да го направи тој пат да стасаме до Европската Унија, а не зад флоскули и пресконференции и со обвинувања на опозицијата дека стои на патот на Македонија кон Европската Унија, дека опозицијата е виновна. Ние имаме власт која што треба да испорача резултати. Тоа значи? Тоа значи дека таа власт треба да работи на реформи и треба да не ги менува изјавите секој ден. Едно време бевме за уставни измени со одложено дејство. Па потоа бевме да влеземе во Европската Унија со некакви нови модификации без право на глас. Па сега, вчерашната изјава беше дека
треба да влеземе во Европската унија како полноправни членки на Европската унија. Тоа навистина вие да ги менувате за таков краток временски период изјавите зборува за тоа каква власт имаме ние. Оти власта е фокусирана само на опозицијата, на клевети, на навреди, на зборови кои што не личат на високи функционери од власта да ги употребуваат и пред камерите и во собраниската говорница. СДСМ апсолутно дава подршка на се што значи интегрирање на Македонија во Европската унија. Впрочем, ние направивме големи чекори во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. И онаа што требаше оваа власт да го направи, требаше да продолжи по тој пат. Добро. Сепак велат дека протоколите и некои врски што се превземени го отежнуваат тоа решение. Не велат дека вчера премиерот рече дека Европа и прави булинг на или Бугарија и прави булинг на Македонија. Напротив, ВМРО ДПМН и оваа власт им прави булинг на македонските граѓани. Да. Председателката Силјановска во ова студио кажа пред известно време во интервју дека во септември ќе повика на национален консензус, ќе одржи средба, ќе присуствувате на таква средба што би ја свикала председателката, бидејќи таа вели дека е моментумот во кој што Македонија може да очекува еден чекор напред кон процесот на ЕУ, дали опозицијата, односно СДСМ, би прифатила таква средба? Ние уште многу одамна, пред година и пол, зборуваме за една затворена седница во собранието на која што ќе разговараме за европската перспектива на Македонија. Да разговараме, да донесеме заклучоци со кои што сите парламентарни партии би се согласиле. Апсолутно дека сме, ќе повторам уште еднаш, дека единствен пат на државата на Македонија е патот кон Европската унија. Но очигледно оваа власт не сака да одиме по тој пат затоа што во Европската унија ќе нема криминал, ќе нема корупција, ќе нема правосудство во кое што ќе има извршната власт влијание и во судството и во јавното обвинителство. Европската унија создава стандарди и повисоки стандарди на живење на граѓаните, меѓутоа и стандарди за функционирање на системот во државата, и во здравство, и во образование, и во правосудство, во сите сегменти. Но очигледно на ДПМН тоа не му е целта. Добро, значи велите ке прифатите консензуално решение? Дефинитивно прифаќаме да седнеме да разговараме за најважниот приоритет на државата, тоа е евроинтегративниот процес. Добро, господине Тринчевска, со оглед на времето би сакала малку нешто е ваша омилена тема, можам да кажам, бидејќи бевте министерка за труд и социјална политика. Околу економијата вчера се донесе и ребалансот на буџетот. Обично опозицијата вели се е црно во економијата, власта вели дека постојано се прават одредени проекти, дека се напредува, дека се гради и така натаму. Реалност е, претпоставам, некаде на средина. Што е според вас лошо во овој период, а што е добро? Што добро нешто направила владата? Реалноста е дека граѓаните со ден на ден се полошо живеат. Вчера имавме покачување на бензинот на 95 денари, на дизелот на 98,5 денари, покачување на парното за 6%. Значи, постојано покачување, а никакви мерки немаме за да се заштити животниот стандард на граѓаните. Ребалансот е огледало на тоа каде се движи државата. И со ребалансот искрено имавме популистички изјави дека во Министерство за труд, за социјална политика и демографија се зголемува буџетот за 2 милиарди. Ама ако ја направите анализата на поставки на буџетот, ќе видите дека лошо проектиран буџет, основен буџет. Во ноември, кога го донесовме декември 2025 за 2026 година, всушност предизвикува да сега се стават повеќе пари, затоа што секојдневно низ медиумите слушаме на неисплатени
право од социјална и детска заштита, доцнење на исплатата на овие права. Ако претходно беше воспоставено една традиција да се исплаќаат најдоцна до 5 во месецот, денес и до 15 во месецот не се исплаќаат овие права. Социјалните услуги, личните асистенти на лицата со попреченост, имаме задоснување од 2 до 3 до 2 до 3 месеца. Она што може да го забележам така да, она што може да го забележиме е дека со владата на Мицковски и на ДПМН народот се потешко живее, а верувам дека со ваквиот ребаланси, со ваквиот буџет до крајот на годината ќе биде уште потешко, затоа што немаме мерки. Ние ги молиме приватните компании, трговците, големите трговски фирми, ги молиме и разговараме наместо да го примениме законот за нефер трговски практики, да ги казнуваме, затоа што и маржите одат нагоре и цените одат нагоре. Добро, проекцијата е 3,5% раст на БДП, што одамна не се случило, ќе видиме што ќе се оствари. Нереално и Светска банка и ММФ проектира дека најмногу до 3,5%. Да видиме дали ќе се реализира. Ви благодарам многу. Јована Тренчевска, подпредседател на СДСМ, почитувани гледавте Вести Плюс. Пријатно.